Во ова издание, американскиот државен секретар Мајк Помпео на разговори на Блискиот Исток за регионална безбедност. Интервју со поранешниот амбасадор на САД во НАТО Курт Вокер вели, државата веќе не треба да стравува за безбедноста на границите. Денес е светски ден на среќата. Прашавме што ги прави среќни македонците, а што американците. Повеќе во продолжение. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон, ова е ТВ журналот Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Државниот секретар на САД Мајк Помпео е на Блискиот Исток на разговори за регионалната безбедност во Кувајт, Израел и Либан. Еве ги вестите. Помпео денес пристигна во Кувајт, каде рече дека планира да разговара за американските стратешки планови во регионот, вклучувајќи ги енергетските прашања. Од тука тој ќе патува во Израел да се сретне со израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху, чија влада се соочува со тежок изборен процес на 9 април поради истрагата против Нетањаху за корупција и подкуп. Помпео истакна дека ќе помине доста време и во разговори со либанската влада за тоа како да й се помогне да се ослободи од заканата од Иран и Хезболах. Американскиот подпредседател Мајк Пенс најави дека помошта за погодените во поплавите на Средниот Запад е на пат. Тој вчера посети делови од Небраска и Ајова, каде големото невреме минатата недела им нанесе штета на фармерите. Властите во Небраска проценуваат дека штетата во земјоделството е повеќе од $1 милиарда. Во оваа сума не е вклучена штетата направена врз јавниот сектор и бизнисите. Земјоделците велат дека се уништени стотици тони жито и голем број добиток. Властите велат дека очекуваат поплавите по должината на реката Мисури, втора по големина река во САД, да проложат до крајот на неделата. Британската премиерка Тереза Меј се очекува да испрати официјално писмо до европските лидери со кое ќе бара продолжување на рокот од 29 март за излез од Европската унија. Сепак председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер истакна дека унијата веќе не е отворена за понатамошни преговори со Британија. Тој додаде и дека се мали шансите оваа недела да биде донесена одлука за евентуално продолжување на крајниот рок за Брекзит. Лидерот на босанските срби Радован Караџиќ доби доживотна затворска казна за геноцид и воени злосторства. Ова значи зголемување на неговата претходна казна затвор од 40 години. Судот во Хаг ја донесе пресудата поради неговата улога во масовните убиства на цивили во конфликтот во Босна пред 25 години. Поранешниот амбасадор на САД во НАТО Курт Вокер гледа стабилизација на регионот и можност за ратификација на пристапниот протокол за влез во алијансата до крајот на годината. Јане Бојаджиевски разговараше со него за се уште отворените предизвици. Поранешниот американски амбасадор во НАТО е извршен директор на институтот Меккейн. За гласот на Америка коментира дека бенефициите се далекосежни од членството во НАТО. First off, Macedonia will be reinforcing its statehood. Најпрво Македонија ја зајакнува државноста. Членството ги штити границите во рамките на НАТО. Македонија повеќе не треба да стравува за безбедноста, зашто станува дел од заедничкиот одбранбен сојуз. Дополнително, членството значи охрабрување за странските инвеститори, зашто се отстрануваат ризиците за конфликт. Процесот за членство е долг, објаснува поранешниот амбасадор. Сите земји треба да го ратификуваат протоколот. Во САД треба да содржат распити во Сенатот и да се гласа со двотретинско мнозинство. Во кој временски интервал би се ратификувал протоколот во Сенатот? Likely, I'd say within this year. Најверојатно до крајот на годината. Бев инволвиран во претходни процеси на ратификации и тие сега се скусени. Полска, Чешка и Унгарија беа поканети да станат членки во 1997-та и беа примени во 1999-та. Во 2002-та имаше нови покани, а земјите станаа членки во 2004-та. За Хрватска и Албанија процесот беше покус и очекувам тоа да биде случај и со Македонија. За пораката од НАТО до останатите во регионот, Вокер вели. Ако се погледне ситуацијата во 90-тите, имаше војна во Босна, во Косово, подебна српскиот национализам и режимот на Милошевиќ. Ниту една земја во регионот не беше членка на НАТО. Денес има силен процес на демократизација и стабилизација на Балканот. Хрватска и Албанија се членки на НАТО, Македонија е на пат и полека се затвораат отворените предизвици. Амбасадорот Волкер изрази надеж дека актуелните преговори меѓу Србија и Косово ќе резултираат со напредок во отстранување на напнатоста, но и проблемите во Босна и Херцеговина ќе станат изолирани и решливи.
Денес е меѓународниот ден на среќата. Според најновиот извештај за најсреќни нации на Обединетите нации, Финска е на прво место, додека Северна Македонија се наоѓа на 84-то место од вкупно 156 држави. А што е тоа што најмногу ги прави среќни и македонците и американците, истражуваа колегите Тошо Огњанов и Мики Трајковски. Слушнете. За некого семејството, за некого работата, а за некого топлото време. Секој има различни причини да се чувствува среќен. На 20 март, ден пред почетокот на пролета, е меѓународниот ден на среќата. По тој повод ги прашавме жителите во САД и во Македонија, што е тоа што ги прави среќни. Американците покажаа попрактичен однос кон среќата. Што ме прави среќна? Да имам слободен ден од работа. Денеска не сум на работа. Сакам вино, кафе, чоколадо. Сето тоа ме прави среќна. Тоа што се будам секој ден и живеењето секој ден. Пријателите, семејството, доброто време. That I'm alive, that my family is healthy. Тоа дека сум жива, дека моето семејство е здраво, дека се со мене, дека конечно дојде пролет. Сите овие работи ме прават среќна. If I am in peace with myself. Ако сум мирна сама со себе, тоа е среќа. За македонските граѓани, семејството, работата, пријателите се на прво место. Семејство, децата, другарите, животот, секојдневието, лепотата, природата, буквално се. Здравје, успех, љубов, тоа. Но не се равнодушни на состојбите во општеството. Пред се, мислам дека среќата е индивидуална работа, но колективно, општествено, државата баш не ни дава да бидеме многу среќни. Значи, економски задоволен човек, секој ќе биде посреќен, а тоа го нема баш у Македонија. Многу луѓе живеат и на работна екзистенција кај нас. Според последниот извештај за најсреќните нации во светот, Финска е на првото место. САД се позиционира на 19-тото место, а Македонија се најде на средината од табелата на 84-тото место. Samsung лансира нова линија мобилни телефони. Компанијата верува дека оваа иновација ќе го промени пазарот за паметните телефони. Майкл Квин известува од Сан Франциско. Јужнокорејскиот гигант за електроника Samsung се стреми да внесе нова возбуда во ослабениот пазар со паметни уреди. Компанијата лансираше нов вид мобилен уред. Тоа е телефонот што се превиткува, наречен Galaxy Fold. Големината на екраните е ограничена од димензиите на нашите уреди, но веќе не. Со Galaxy Fold создаваме нови мерки за вашиот телефон и живот. Кога ќе се затвори, Fold станува паметен телефон, но кога е отворен, Fold се претвора во проширен таблет. Корисникот може да употребува 3 апликации истовремено. Продажбата на уредот се очекува да почне во април, по цена од речиси $2000. Компанијата презентираше и нова линија на паметни телефони од серијата Galaxy, што ја почна пред 10 години со оперативниот систем Android. Ниту една друга компанија не направила повеќе за воведување на паметните телефони во нашето живење. Уредот S10 доаѓа во 3 версии: S10e, S10 и S10+. Телефонот S10 има поголем екран, подолго траење на батеријата и повеќе камери од претходните телефони Galaxy. Во продажба ќе биде и S10 за новата супер брза 5G мрежа. Моделот S10 го има и првиот ултрасоничен скенер во светот. Телефонот се отклучува со беззвучни бранови што се одбиваат од прстот на корисникот. Во исто време мобилниот може да се користи и како полнач за други уреди. Телефоните од серијата S10 ќе одат во продажба на 8 март, а цените во зависност од моделите ќе бидат над $700. Samsung вели дека со новата линија внесува нова декада во ерата на мобилни уреди, но тоа останува допрва да се види. Ова беше Newsflash на Гласот на Америка на македонски, а вие продолжете да не следите и на социјалните медиуми. До гледање до утре.